بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nije večerva ke učime el aslu thani, znači втората база, вториот фундамент на оваа вера. Првиот фундамент што беше? Познавање на робот, својот господар. И шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах ги напомна, значи, аргументите и спомна на крај неколку врста на ибадет, што треба да бидат посветени на еден единствен Аллах субханаху ва та'ала. Кога заврши шех Мухамед со ел аслул ауал, со првиот фундамент, почна со вториот фундамент. А вториот фундамент, втората база, вториот темел на оваа вера е ма'рифату динил ислам бил адилла. Значи познавање на исламската вера со аргументи. Значи ма'рифату динил ислам бил адилла. Значи да знаеш верата исламот со аргументи. Алейкум селам. Да ја познаваш верата со аргументи. А што значи ислам? Ислам што значи? И времено со ислам, јас сум муслиман. Мојата вера е ислам. Што ислам? Зборот ислам, што значи зборот ислам? Ти се значи се нарекуваш на таа вера. Што значи значењето кога кажеш јас сум следбеник на верата ислам? Што значи ислам? Ислам, алейкум селам ва рахматуллах. Шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахматуллах велит: Ислам хуа al-istисламу лиллахи бит-таухид. Al-istислам лиллах бит-таухид. Што значи това? Да се предадеш на Аллах Джелешану, алейкум селам. Да се предадеш на Аллах Джелешану со што? Со таухид. Да му се предадеш. На кого? На Аллах Джелешану. Со што му се предадеш? Со таухидот. Значи таухид рубубија, таухид улухија и таухид есма ва сифат. Значи сите овие три врста на таухид да му се предадеш на Аллах Джелешану. Вал инқияду леху бит-та'a. И да бидиш покорен спрема Аллах Джелешану во послушноста спрема Аллах. Значи што беше? Ел-истисламу бит-таухид, да му се предадеш со таухид и да бидиш покорен во послушноста спрема Аллах Джелешану. Вал бараату мин аш-ширк ва ахлихи. И да се откажиш од ширкот и неговите следбеници. Ова е исламот. Дефиницијата на исламот е ел-истисламу лиллахи бит-таухид, вал-инқияду леху бит-та'a, вал-бараату мин аш-ширк ва ахлихи. Ова е дефиницијата на нашата вера. Ти велиш јас сум муслиман, јас сум во оваа вера ислам. Ова значи ислам. Предавање на Аллах Джелешану со таухид, покорување во послушноста на Аллах Джелешану и откажување од кого да се откажеш? Од мушриците и од ширкот нивни што ги имаат. И од ширкот нивни. Шех Усаймин рахимуллах што велит? Значи да му се предадеш на Аллах Джелешану шеријатско предавање. Да му се предадеш шеријатско предадување. Значи што? Во неговите наредби. И да го направиш Аллах субхана ва та'ала еден и единствен во твојот ибадет, во обожавањето. Да го обожаваш Аллах Джелешану еден и единствен. А та'a, послушност према кого? Спрема Аллах Джелешану. Да бидеш послушен во наредбите, за да ги извршиш,
Значи ти велиш јас сум муслиман, ова треба да го извршиш. Наредбите од Аллах Џелешану се во Куран и во суннето на пегамберот салаллаху алейхи ве селем да се извршат. А забраните да се остават и да се оддалечиш. Тоа е значи дел од значењето на исламот. Дел од значењето на нашата вера. И бараату мине ширк, значи да се оддалечиш и да се откажиш од ширкот и мушриците, значи тие што прават ширк. Зашто Аллах Џелешану што вели? Кад кана лекум усватун хасана. Ви имавте одличен пример. Во кого? Фи Ибрахима валлазина ма'аху. Ви имате одличен пример. Во кого? Во Ибраим алейхиссалату вассалам и оние што беа со него. Што беа тие со него? Значи што веруваа вистински како тој што веруваше. Не како што им чефнеше на нив. Не. Како што веруваше Ибраим алейхиссалату вассалам. Зошто? Ив калу, кога рекоа тие. Што рекоа тие? Ли каумихим, на нивниот народ. Кога ив калу ли каумихим, значи тие им се обратија на нивниот народ. Инна бурааум минкум ва мимма та'будун мин дунилlah. Ние сме чисти, ние се откажуваме од вас и од оние вие што ги обожавате освен Аллах Џелешану. Значи ние се откажуваме од вас и од оние вие што ги обожавате освен Аллах Џелешану. И كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. И ние правиме куфар спрема вашите богови. Значи куфар да ги на неверство спрема лажните богови што нема заслужено да бидат обожавани. Значи еден единствен што заслужува да биде обожаван кој? Аллах субханаху ва та'ала. И меѓу нас почнува непријателство и омраза. Абаден, за секогаш. Хатта ту'мину биллахи вахда. Додека да верувате во еден единствениот Аллах субханаху ва та'ала. Значи Аллах Џелешану го спомнуваат Ибраим алейхиссалату вассалам и следбениците на Ибраим алейхиссалату вассалам за нешто што спомнуваат Аллах Џелешану в Куран, за нешто што го сакат. И ги фали, значи, ги фали нив за ова дело што го направиле тие спрема нивниот народ и како постапиле да се откажат од погрешните и лажните богови и да му направат, значи да го увеличуваат еден единствен во обожавањето кого? Аллах субханаху ва та'ала. И шех Фаузан хафизахуллах велит да веруваш цврсто би ан та'тақид бутлана ширк фатебтаид анху. Да веруваш цврсто дека е ширкот бутлан, значи батил, дека невалиден и да се оддалечиш од него. Значи не само што се оддалечуваш, и цврсто веруваш дека оваа работа е погрешна. Ова работа е заблуда. Ова е, значи не е вистинскиот пат. Вистинскиот пат е патот на сите пекамбери. Што им беше објавено што? Да повикуваат само еден единствен да се обожават кој? Аллах субханаху ва та'ала. Зошто? Ако Аллах Џелешану е створител и снабдувач и управа целиот систем, тогаш само нема му припаѓа што? Ибадетот. На никој други, освен на Аллах субханаху ва та'ала. Значи ова беше дефиницијата на исламот. И најдобро се учи тоа на памет. Ел истисламу лиллахи бит таухид, вал инқијаду леху бит та'a, вал бараату мин аш-ширк ва ахлихи. Значи кога го научиш на памет се таа дефиниција гла и некој кога те праша што е исламот? Што е исламот? Ова треба да му го кажеш. Ова треба да му го одговориш. Значи ти кога ќе му одговориш ова, тој ќе свати дека ова работа е сериозна, не е како врска, како вид на некој хоби. Знаеш, хоби, една година ќе практикува, пола година, завршен. Не. Овде треба се барат работа. Зошто?
Има да бидеш усмртен, да умреш, и има да станеш пред твојот Господар, што те створи првиот пат. И вториот пат е за него да те оживи многу полесно од првиот пат. Да, ахвану алей. Тоа е полесно на Аллах Джелешану. Затоа, што? За тој ден треба да се подготвиш. За тој ден треба да се подготвиш. И немој да си даваш на себе си лажни надежи. Но Исламот има 3 степени, 3 дереджина. Yani, huwa 3 maratib. Значи Исламот е 3 дереджина, 3 степени. Првиот степен на Исламот е ел-Ислам, после е ел-Иман и после е ел-Ихсан. Овие се степените, 3 степени на Исламот. Кругот на Исламот е поширок. Кругот на иманот е потесен. Кругот на Ихсанот е уште потесен. Усатив това или не? Кругот на Исламот. Се во Исламот влагаат и мунафиците. Значи мунафик, лицемерство, тој кажуваат надворешно дека е муслиман. Тогаш ние се понашаме спрема него како тој е муслиман. И сите работи се прават со него како со еден муслиман. Но во ахира фи даркил асфал. Но на судниот ден му е местото во најглабокиот џахеннем. Во најтивкиот, значи, степен во џахеннем. Значи Ислам. Во иманот, тука се верниците. Но верниците, како што вели Шех Салех ел Фаузан хафизахуллах, не се во исти степен. Да. Имат верници што се во првите, што се, значи, брзаат за добри и правење дела. Имат верници се, така речено, средно понаша. Имат верници што се неправедни спрема себе си свој. Кои си ти што се неправедни спрема себе си свој? Оние што прават големи гревови. Евалим ли нефси. Евалим ли нефси. Значи правење неправда спрема себе си свој. Оној што прави грев, што прекорочуваат, значи, границите, тој прави неправда во вистина на себе си свој. Да. Гревот е во вистина, неправда ти на себе си свој си правиш. Валимун ли нефси, зулумџија на себе си своја. Зулумџија на себе си. Да, штета на себе имаш. Значи овде верниците се јетефауатун, значи не се во иста значи степен, туку се значи се надпреваруваат. И затоа ова е доказ дека оној што прави големи гревови е уште муслиман. Но значи со манлив иман. Да. Значи не излагат од верата поради големи гревови. Но во суштина се прави, значи, неправда на себе си свој. После шейхот, шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, ва куллу мартабатин лаха аркан. И секој степен има своите столбови. Значи, исламот, иманот, ихсанот, значи секој степен има та што? Ва куллу мартабатин лаха аркан. Секој степен имат своите столбови. Фа аркану ислам хамса. Столбовите на исламот се 5. Столбовите на исламот, што не можат оваа вера да биде освен без тие столбови, се 5. Како што велиме, ако некоја куќа прави, што треба, значи, некој број на стубој. Ако не се тие, куќата не држи, така? Така и овие се. Столбови што се држит верата. Кои се тие? Шахадату ан ла илаха illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Да потврдиш
со знање, со убедливост и така натаму ќе имаме покасно, дека немаат никој право да биде обожаван, нема никој право да биде обожаван, освен кој? Алейкум селам, освен кој само? Allah subhanahu wa ta'ala. Вториот столб на исламот wa iqamis salat. Спроведување на намазот. Значи овде не е само сала, намаз. Иqamis сала, да го спроведиш намазот. Значи како на најдобар начин, на најдобар можен начин. После што, третиот столб на исламот, третиот ступ, така речено, ита из зека. Ваѓање, значи односно давање на зекатот. Четврто што е? Wa сауму Рамадан, постење во месец Рамазан. Постење во месец Рамазан. Wa хиджул бейти мен истата'a илейхи сабил. И правење на хаџ на оној што му се овозможува патот до таму. Значи овие се аркану ислам, 5 столбови на исламот, што не може исламот да биде освен со реализирање на тие пет столбови. Шех Утемин рахимуллах велит, зошти првиот ступ, значи првиот столб на исламот е во вистина од два дела. Првиот дел од столбот на исламот е од два дела, содржува два дела од него. Значи ние не рекоме вториот како е? Намаз, само намазот. Не намазот и зечатот два заедно бидат еден, не. Намазот посебно, зечатот посебно. Ама првиот столб, што е најважниот столб и најогромниот, шахадетот, тука е од два дела. Првиот дел е ла илаха илла Аллах. А вториот дел, зошто не беше Мухаммедун Расулуллах втор столб на исламот? Зошто се направи, значи да биде ла илаха илла Аллах и Мухаммедун Расулуллах еден столб, а не се два. Разбирате до сега, значи тука сме со мене? Зошто? Шех Утемин рахимуллах велит, зошто немат ибадет. Немат ибадет, апсолутно никоја врста на ибадет. Освен морат овие два дела да ги практикуваш, да ги реализираш заедно. Значи не можеш да речеш ја ќе го практикувам овај столб во некој ибадет само првиот дел. И овие да беше втор, значи да не го практикуваш, не. Зашто тие рад заедно. Во секој ибадет треба да бидат присутни. Значи во секој ибадет, без исклучок, сите ибадети што ги извршуваш, морат двете дела, два дела, значи што се? Ла илаха илlallah и Мухаммедун Расулуллах, двата да бидат реализирани. Ако ти во некој ибадет, не го реализираш ихласот, искрајноста, значи ла илаха илlallah, тогаш ибадет ширк стануваат. А ако некој ибадет ти не го реализираш Мухаммедун Расулуллах, значи онака да го правиш како мам, стануваат бидата. Стануваат бидат тоа дело. Сакаш, не ичеш. Ти се свиѓа, не ти се свиѓа. Се работава не ти да сакаш или ја да сака. Мене како чефнал тебе, ми не. Работата ти си сфорен. Ти не се свори сам. Се свори сам, не. Дори малце да имаш някоја болка, не можеш сам да се направиш ништо. Значи Аллах Джелешану те свори, ти даде све. Ти си роб на Аллах Джелешану, сворен од Аллах Джелешану, затоа треба да ги почитуваш и да ги следиш наредбите и да се отстрануваш од забраните. Затоа, таа е мудроста,
Значи некој може да те прашат, зошто се овие два шахадети тие се? Ти тврдиш дека Аллах Джелешану нема никој право да биде обожаван освен Аллах Джелешану и после тврдиш дека е Мухамед негов посланик, значи од два дела е ова. Но во вистина се еден столб, еден ступ. Зошто? Зашто не можеш никој ибадет да правиш, никој ибадет да реализираш не можеш, освен треба двете, значи, двете дела, иля Аллах и Мухаммедун Расулуллах, да се реализираат. Ако не се реализираат едното, твоето дело е отпаднато и невалидно и непримано. Значи, овие работи треба да го сфатиш. Значи, не се бој твојот намаз што се кланал години узало. Зошто? Или првиот не си го реализирал, првиот дел, или вториот дел не си го реализирал. Ти сам прашај се, ја во кој дел има дефеци. Сам човек, значи, човекот е најзнаен за себе си свој. Човекот за себе си свој е најзнаен, највише се познава. Секој еден се прашуваат каде има дефеци. Зошто си во голема опасност? Ние можеме да си правиме меѓу себе гајрет тука. Абе, главно да в џамија, абе вака. Гајрет меѓу себе. Ама на судниот ден, што ќе правиш? Затоа еден човек му дојде на Хасан ал-Басри рахимахуллах и му рече, нашиот имам во нашата населба многу не плашит. Значи спомнуваат ајети за џехеннем и хадиси така натаму, не плашит. И тогаш му рече Хасан ал-Басри рахимахуллах ајетота што Аллах Джелешану алейхи селам рахматуллах. Аллах Джелешану хадисот, Аллах Джелешану не му ги собира на својот роб две сигурности или две плашења. Две страхови. Значи тој што се чувствува сигурен во дуњалокот, оној што се чувствува сигурен во дуњалокот, тој има тежок страв да има на судниот ден. А оној што има страв во дуњалокот, Аллах ќе му даде сигурност на судниот ден. Затоа, значи, ние не сме овде како оние што работат по сигурање, така? Тој ти оправи рамно све. Зошто сака да те внесе сигурање кај него? Советници за сигурање. И викате овде советник за сигурање. И тој ти каже, ти оправи рамно, ти си ваке, давели таке, само тој да ти обара подпис од твој да влезеш во сигурање, плачаш секој месец после кај него. Работава наша не е така. Да си правиме ние меѓу себе, значи, надеж, лажна надеж. Значи, вистинската надеж, што е ибадет, што учиме дека надежта што е? Ибадет, раџа. Но, што е со раџа, со надежта? Што треба да прави човекот? Дела. Без дела е лажна надеж. Без дела е лажна надеж. И се преваруваш само и само себе си. Никого други. Никого други. И доказ за шахадетот, дека му припаѓат ибадетот еден и единствен Аллах субханаху ва таала и на никому други, Аллах Джелешану што велит во суратул Али Имран, шахида Аллаху аннаху ла илаха илла хуа. Аллах Джелешану сведочит, тврдит дека никој нема право да биде обожаван освен тој. Кој сведочит исто? Вел мелаикету ва улул илм. И исто мелачината го сведочат тоа и оние луѓе што се знаени. Улул илм. Улул илм, овде вели шех Салих Фаузан, значи познавачи на шеријатот. Не, значи, знаените за инженерство, за медицина, не влагате во овај ајет, не. Познавачите на шеријатот на Аллах субханаху ва таала. Тие се qa'iman bil qist. Значи Аллах Джелешану го сведочи тоа со правда. Со правда. Дека тој е еден и единствен, што заслужува да биде обожаван. Ла илаха илла хуа ал-азизул хаким. Значи нема никој право да биде обожаван освен тој, семочниот и мудриот, Аллах субханаху ва таала.
Кога ќе те прашам некој тебе, кој е најголемо сведочење, најогромно сведочење, ова е најогромно сведочење. Да тврдиш дека ла илаха илла Allah. Ова е најогромно. Кој е најогромно сведочење? Највредно. Ова е највредно сведочење. Зошто? Зошто е највредно сведочење ова? Зошто? Кој сведочи тука? Кој сведочи тука? Аллах сведочи. Значи Аллах да сведочи за нешто, кажуваат вредноста на тоа. Ме разбирате или ме разбирате? Овие се важни работи. Те прашам кој е најогромно сведочење? Највредно. Ова, зошто? Кој сведочи за оваа работа? Дека нема никој да право да биде обожан освен Аллах. Кој сведочи? Аллах Джелешану сведочи тоа. Кој сведочи друг? Мелачината. Кој друг? Знаените. Да. И доволно ќе беше Аллах Джелешану само. Од оваа насока, поради тоа што сведочи тука Аллах Джелешану, мелачината и знаените луѓе. Шейх Уфемин рахмеллах вели, на прва линија овде се знаените луѓе кој? Ел-Ембија. Значи пекамберите. Значи некој му да рече, па зошто не се пекамберите овде? Дали се знаените луѓе подобри од пекамберите? Не. Овде влага на прво знаените луѓе се пекамберите. Ти има највише знаење за Аллах Джелешану. После идат алимите и така натаму. После, зошто е ова највредно сведочење, најогромно? За кого се сведочи овде? За Аллах субхана ва таала. И да му бидите ибадетот само нему еден и единствен. Значи, од две страни се докажуваат овде дека ова е највредно, најогромно сведочење. Од една страна, дека тука сведочит Аллах Джелешану, мелачината и знаените луѓе, од друга страна, што е тоа што сведочиш? Дали сведочиш овие му влегол в межник или не му влегол в межник, му го зеде колата? Значи овие работи дуналчи немаат вредност. За ошто сведочиш ти овде? За Аллах субхана ва таала. Дека за тоа што си створен. За тоа што си створен да го обожаваш еден и единствен Аллах субханаху ва таала. И човекот ако тоа е толку огромно сведочење и со толку голема вредност, ако не го прави ова сведочење, што значи тогаш? Дека тој е најогромен неправедник, најогромен зулумчар. Кој е најогромен зулумчар? Да му украдиш, да му направиш. Зошто тие луѓе имаат врзано срцето во дуњалокот. Најголем зулумчар е онја што не го сведочи тоа сведочење и не е искрен, и не е покорен спрема Аллах. Тој е најголем зулумчар. Инна ширка ла зулмун азим. Кога го учеше Лукман алейхиссалату вассалам неговиот син, значи навистина ширкот е огромна неправда. Но во суштина најголема неправда. Најголема неправда. Кога му рече Абдулlah ибн Месуд на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллем, ја Расулаллах, кој е најголем замб? Кој е најголем грев? Му рече ен тушрика биллах ва хуа халакак. Да му правиш на Аллах джелешану другар, а тој те створил тебе. А тој те створил тебе. Ова е најогромна неправда и најогромен грев што може човекот да го направи. Значи луѓето што немаат, што не гледаат со окото на суннетот, тие велат рабоче, значи гледаат рабоче за крадење, за лажење, за ним се многу големи работи. А ширкот за ним е како на мувка да извади од односа. Шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, кога ги учеше неговите ученици за теухид и ширкот, и ги праша дали го свативте теухидот, дали го свативте ширкот, рекоа да, сите еднакво, идентично одговорија, да. И другиот ден шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рече, имало тука во близина кај нас некој човек заклал некое животно, овца или што било, за некој гроб, како увеличување за тој гроб и барање помош кај тој гроб и беричек. И го заклал тоа животно. Тие не реагираа ништо.
Другиот ден кога дојде на настава, им рече шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, еден комшија беше направил блуд, зина со неговата комшијарка. Он почна. Рече, гледаш, не сативте ширкот уште и теохидот. Кога ви реков за ширкот вчера и за теохидот, не се мрднавте ништо, немавте толку омраза. А за гревовите, онма си докажавте. Ова е сваќање на вера, да сватиш верата на ваков начин, не е ти како мислиш. Затоа после ќе те кфируваат луѓето со навакатул ислам, зашто тие се поврзани све за рабоча, нимо ќе им речеш, абе ти обожаваат луѓево, обожаваат гробишта. Не е вели тие се ситни рабоча. Ама ама владариве вамо, тие се огромна работа, тука треба да се гледа да се решат работија. И дека ние не познаваме нашијата вера, имаме слабости до никаде. Пример, во Тунезија го земаат уставот од Франција. И се француски устав. А во вистина французите пред 250 години ги имаат еден голем дел во францускиот устав од мезхеб малики. Се тие немале за тие рабоча. Зашто европејци, брат, одеше мислиме ние денеска, тие оделе боси. Кога муслиманските држави беа напредени, овие одеа боси овде. Ше мислиме ние, да, големи девјаци, брат. Тие ги зеле тие рабоче како наследство да се дајат и други рабоче све од мезхеб малики, зашто таму кај што биле тие во Алгерија, Тунезија, Мароко, мезхеб малики бил. Ама ти дека не знаат се, мислите дека овие француски устав, џумити се дури се гордеат. А овисна тој мезхеб малики. Ама кога не опознаваш твото, туѓиот ќе ти продаде твото, а ти го мислиш дека тоа туѓо, а тоа беше твое во висина на почеток. Тоа е ситуацијата наша. Затоа треба да се учит, И шахадетот, ла илаха илла Аллах. Што значи ла илаха илла Аллах? Гледаш колку прашање ноческа? Што значи исламот? Дали ќе одговоривме ние така? Ал-исламу лилахи бит-таухид, вал-инқияду лаху бит-та'a, вал-бараату мин аш-ширк ва ахли. Го знаевме ова? Ние велиме селефи сме. Ние вакви, ние такви, в џамиот ќе влеземе со глави толку. Овде. Дефиницијата на исламот може многу те не знаат. Дефиниција на исламот. Правилна дефиниција на исламот. Правилна дефиниција ел-истисламу лилахи бит-таухид. Да му се предадеш на Аллах џелешану со што со таухид. Вал-инқияду лаху бит-та'a. И покорност во послушаноста спрема Аллах џелешану. Значи послушаност во наредбите и во оставање на забраните. Вал-бараату мин аш-ширк ва ахлихи. И откажување, оддалечување од ширкот и следбениците на ширкот. Ова е дефиниција на исламот, брат. Но што е дефиницијата, значи значењето на шахадетот ла илаха илла Аллах? Што значи ла илаха илла Аллах? Некој ти велите сака муслиман да стане. Кажи ми што значи, вие велите нон-стоп наминаре ве слуша, идет Македон вели да слуша нон-стоп, викате ла илаха илла Аллах. Или ашхаду. Зошти? Што значи тоа ла илаха илла Аллах? Што значи? Ти муслиман се родил, татко, предете, пребабо. Ла илаха илла Аллах значи ла ма'буда бихаққин илла Аллах. Ла ма'буд. Ова значи вистински треба овие арапски да се учат. Ла ма'буд. Никој нема право да биде обожаван со вистиност, со хак, илла Аллах, освен Аллах џелешану. Значи, никој нема право да биде обожаван со вистиност и со заслужение, освен кој? Аллах субханаху ва та'ала. Ла ма'буда бихаққин илла Аллах. Никој нема право да биде обожаван со вистиност и заслужение, освен еден и единствен, Аллах субханаху ва та'ала. Allah subhanahu wa ta'ala. Зашто Allah subhanahu wa ta'ala што велит?
Dhalike bi anna Allaha huwa al-haq. Na vistina. Allah Đelešanu je vistinata. Wa anna ma yad'una min duni huwa al-batil. A ono što ga obožava tije posle Allah Đelešanu, znači mu praviti pridružnik na Allah Đelešanu, to je nevalidno, uništeno. To je nevalidno i je uništeno. I tije bogovi, aliha, znači bogovi, da li se tije kipovi ili znači bogovi što gizele luđeto, tije ništo nesa, osven obično iminja što im ima luđeto narečene. Zato Allah Đelešanu veli, ma ta'buduna, vi ne obožavate min duni, pod Allah Đelešanu, illa asma'an semmejtumuha. Vi obožavate samo iminja što vi sami gi narekovte tija. Filan vake, filan takov, evlija vakov, evlica vakva, ne znam što. Znači iminja sami što si im imate dadeno. Antum wa aba'ukum. Vi i vaši tatkovci. Ma anzala Allahu biha min sultan. Allah ne objavil za tije iminja da se obožava nikakov dokaz. Ma anzala Allah. Ne objavi Allah Đelešanu. Ovdje ma anzala ne sleze, znači ne spušta Allah Đelešanu. Što znači ova nezala? Znači anzala, ma anzala, znači spuštanje. Kako se spušta nešto, ako je gore na udolu, tako je? Ovaj dokaz te Allah Đelešanu je gora. Ovaj dokaz te Allah Đelešanu je gora. Ovaj aqida, brat. Teka ovaj dokaz te Allah Đelešanu kada? Fauqa aršihi, nad njegovijot arš. Nikogaš ne praveše čovjek od dova i nameruvaše racite v zemlja. Da li si vidio koja pravi vake v zemlja? Kade? I kada racite vake. Zašti? Ova je prirodata što je stvoren čovjekot. Vo duševnog ima vnatra, to znate ka Allah je gora. No dojde o nekoj sekti, kako Džehmija, Mu'tezila, što uče od grčka filozofija i perzijska filozofija, im se izmeša pametite nivni rasipani i ona, kako se vikat, znači nema vrska, togaž počna da vela ne Allah Đelešanu gora. Na sekade. Ne. Allah Đelešanu rekao sam v Kuran, teka Allah Đelešanu je nad njegovijot arš. Nad njegovijot arš. No na sekade su njegovo to znanje. Na sekade su njegovo to znanje i sila, a ne tije kaše veruvat. Su nivno rasipano i neznajeno bazirano, znači veruvanje. Tije ništo ne se osven što se samo obično iminja. Samo obično iminja i ništo poveće drugo.